Добри ден во студио за Ѓунар Исмаил, политички аналитичар, Јован Кекеновски. Вие најавивте вашата кандидатура за предстојните председателски избори. Но утре председателот на Собранието Трајко Велјановски распишува, веќе се најави, тој најави самиот дека распишува председателски избори, а се погласни се најавите дека следуваат и парламентарни избори. Имате ли објаснување која е оправданоста на изборите? На парламентарните се разбира, заради тоа што се предвремени. Јас многу пати досега, впрочем, ако се навратиме малку наназад, мислам дека уште пред 5 или 6 месеци најавив и очекував, некаде рекоа во ноември, јас уште тогаш реков дека не може да се случат тогаш парламентарни избори, воредни парламентарни избори, и очекував тоа да биде со председателските и чинам дека тоа и ќе се случи. Може би, ако не е утре, во некој од наредните денови, меѓутоа, кое е оправдувањето, јас навистина не знам, меѓутоа, очигледно праксата покажува дека за овие години, откако е ВМРО ДПМН на власт, некаде имаме избори на секоја втора година. Трета. На втора, и трета, ако сакате, меѓутоа... Добро ли е тоа? Па мислам дека не е добра, меѓутоа од една страна е легитимно, бидејќи секоја политичка партија настојува да освои власта и што е можно повеќе да освои. Колку треба да ја освои ВМРО ДПМН ако ги има локалните власти, ако го има мнозинството во парламентот, ако го има председателот? Колку повеќе треба да се освои? Онолку колку што ќе одлучат граѓаните на Република Македонија. Значи јас не го За изборите одлучува граѓаните. Да, за изборите, меѓутоа на изборите гласот... Дали е желбата да се освои се повеќе и повеќе власт се додека таа не сигурно желбата е на секоја политичка партија да дојде на власт и што е можно повеќе да обстои. Значи, очигледно, доколку има воредни парламентарни избори, предпоставувам дека центрите кои што се занимаваат со испитување на јавно мислење сметаат дека сега е можеби погоден момент да го продолжат својот мандат уште за дополнителни плюс 2 години, под услов да немаме дополнителни, пак за 2 години, дополнителни воредни парламентарни избори. Добро, господине Исмаил, која е целта? Дали е тоа желбата за апсолутна власт? Предпоставам дека тие што го водат Груевски, а и вклучително самиот тој, направиле проценка дека во Македонија е многу тешко сами председателски избори, особено во оваа морална позиција во која што се наоѓа сега ВМРО ДПМН и воопшто коалицијата заедно со ДУИ. Имено, од 2009 година, јас, знаете, бев скоро непосредно инволвиран во изборите, ние при броењето вечерта на вториот круг стигнавме до 39%, а знаете дека цензусот е 40%. Од 39 натака не броевме, други броеја, и некаде се стигне до 41 и не знам запирка колку. Значи, проценката на луѓето што го водат Груевски е дека би било проблем да се постигне цензус со оглед на тоа што нити ВМРО со неговата апаратура понекогаш може да постигне добра, доволна излезност на неговите членови и симпатизери, нити пат неговите албански коалициони партнери, кои и да се. Во пакет со председателски избори и парламентарни, тоа во вториот круг е возможно. Затоа што, од друга страна, доколку се одржат сами председателски избори, заканата од недоволна излезност во вториот круг останува и во тој случај Груевски веројатно проценил дека не е добро за привремен 6-месечен председател да го добие Трајко Велјановски. Од една страна. Од друга страна, луѓето кои што ги прават проценките околу тоа што во Македонија може да се случи при таков еден случај, проценили дека најверојатно е сепак подобро од таква политичка криза да влезат во помала политичка криза, што ќе подразбере и парламентарни избори во пакет. Но, тука има многу отворени прашања. Како ќе биде објаснето пред гласачите, например? Они немаат проблем да им објаснуваат на гласачите, бидејќи тие не им објаснуваат на гласачите ништо. Они издаваат наредба за пуштање на изборната машинерија, која што е специфична машинерија, и никому ништо, потоа се оди. Проблемот се јавува кога е во прашање опозицијата, која што се уште нема
цврста одлука за тоа дали ќе учествува на избори воопшто. Што во опозицијата гледаме не дисонанци, туку различни размислувања околу тоа вреди ли воопшто да се влезе во изборна трка со едно ВМРО ДПМН вакво какво што е, нели, со сета почит на позицијата на мојот пријател Кекеновски. Едноставно, ги читате искази различни, не во медиуми се разбира, во овие неколку оскудно што има достанато, дека голем дел од луѓето кои што инклинират кон СДСМ велат дека со Груевски да се излезе на избори е губење време. Така што СДСМ дали е донел одлуката дека ќе учествува на избори или не би можел сега да тврдам со сигурност, бидејќи таа одлука не е позната се уште, не е соопштена цврсто. Ние од СДСМ слушаме само конструктивни гласови околу тоа дека еве изборното законодавство ќе се поправа, но треба да се спроведува, знаете. После секој исказ нивни конструктивен има по едно но. И во таа смисла не очекува една, кога би биле Швајцарија, занимлива пролет, но мислам дека веројатноста е многу поголема да добиеме избори во пакет, значи и претседателски и парламентарни, затоа што и Груевски плюс тоа рачуна дека наспроти себе, осим СДСМ таков како што е, ќе има прилично хетерогена една структура, што во нивните скриени лоши планови, во песимистичките прогнози, они, например, еве да се случи да ги изгубат парламентарните избори, би сакале наспроти себе да добијат една климава, хетерогена, коалициона, слаба структура, која што не ќе може баш со сета цврстина да ги поставува прашањата за тоа што се случувало во оваа земја извинатите 8 години. Добро. Ако може да се надоврзам, може ли? Да. Значи вака, јас не би сакал Социјалдемократскиот сојуз да повтори грешката од минатата година, кога се колебаше дали ќе излезе, дали нема да излезе на локалните избори, па се испостави на крај дека излезе. Сметам дека нема да има аргументи да не излезе на избори, од причина што сите оние забелешки кои ги имаше Социјалдемократскиот сојуз во однос на изборниот законник веќе се вградени. Видовме дека тука и го поздрави тоа, нели, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз и побара тие да бидат имплементирани во праксата. Избирачкиот список на кој што имаше голем број на забелешки, нели, мислам дека се прочистува перманентно и дополнително, нели, ќе се прочистува, каде што сигурно Социјалдемократскиот сојуз ќе има увид во сето тоа. Во однос на првиот дел од прашањето, дали потребно е да имаме претседателски и истовремено парламентарни избори, во смисла да се исполни цензусот за претседател, мислам досега можеби така се размислуваше, од причина што ние еве на минатите избори, кога спомна излезност некаде 41 или 42%, на претходните избори имавме поголема излезност, што мислам дека зависи од атрактивноста на кандидатите кои што ќе влезат во изборната трка. Колку имате по-авторитетен кандидат, колку имате кандидат кој што е прифатлив за поголемиот број на граѓани, колку тој ќе понуди една новина, една свежина на политичката сцена, толку претседателските избори ќе бидат по-атрактивни за разлика од досегашната. Гледајќи ваквата ситуација и настојувајќи јас да учествувам, нели, во таа трка, финална трка, нели, на изборите, чинам дека ќе имам можност да ги убедам гласачите, граѓаните на Република Македонија да излезат во што е поголем број, се во смисла да ги дигнеме претседателските избори на еден пиедестал, а не да ги маргинализираме и секогаш да бидат во сенка на парламентарните, а најмалку па на локалните избори. Добро, прво треба да ги убедите на конвенцијата гласачите на ВМРО. Јас се надевам повеќе, подсигурен дека би требало, доколку биде фер демократски, да извојувам таа победа. Зашто доколку? Велите, доколку биде фер и демократски, се сомневате? Знаете што, јас сакам ВМРО ДПМН да не направи грешка, поточно раководството на ВМРО ДПМН да не направи грешка и да кандидира, бидејќи вие новинарите постојано инсистирате, се уште нема кандидат. Во ВМРО ДПМН постои една традиција дека кандидатот се избира на конвенција. Во минатото може би имало протежирање на одредени кандидати од страна на раководството, меѓутоа сакам тоа да биде минато.
Бидејќи ако се случи да пред конвенцијата протежира раководството одреден кандидат, тоа ќе значи негирање на принципот на рамноправен третман на сите кандидати на таа конвенција и тоа не е добро ниту за партијата, ниту за Но државата. постојат лоби групи, тоа не може да го Лоби групи оспорите. никој не ги спори, меѓутоа не можете вие да вршите притисок јавно, тајно, полутајно да гласаат за одреден кандидат. И втората причина која што мислам дека ВМРО ДПМН не смее да ја обрука онаа придавка, да ја засени придавката Демократска партија. Мора да го оправда и од тој аспект ја така го гледам настапот на конвенција и сакам сигурно да биде секој кандидат, секој делегат да гласа за кандидатот по свое лично и собствено убедување и уверување. Се размевнува господинот Исмаил. Па добро, јас се разбира, би стоел кога би размислувал од таа страна на нештата, значи од десната позиција на политичкиот спектар, веројатно истото би го зборувал што го зборува и Кекеновски. Но дали би верувале? Јас би сакал тоа и така да се случи во ВМРО ДПМН, односно придавката демократска да се освежи, не да се освежи, туку да се оживее, бидејќи според тоа како се однесува ВМРО ДПМН последните 8 години, таа придавка воопшто не и личи, бидејќи се однесува крајно недемократски. Не би сакал да го обесхрабрувам, напротив би сакал да го поттикнувам Кекеновски во тој напор да во таа партија заживеат некакви демократски размислувања, постапки и така натаму. Не верувам, не сакам, мислам, не можам да верувам дека еден Груевски и камарилата околу него ќе дозволат наплив на демократија внатре во партијата во ситуација кога со земјата владеат не со цврста рака, владеат со методи за кои што, еве, да не ве навредам вас заради тоа што припаѓате на тоа, но тие се апсолутно карактеризирани дури во извештаите на демократскиот свет како тоталитарни, неслободни, не го спомнувам зборот диктатура за да не се уплашат луѓето што ќе го гледаат ова, но и тоа да речеме, и тоа. И сега вие одеднаш, јас пак велам, излегувате и велите дека таму ќе владее демократска атмосфера. Би сакал да владее демократска. Луѓето кои што денеска ја имаат узурпирано идејата на ВМРО ДПМН, односно демократскиот дел, они уопште не размислуваат демократски и никогаш не размислувале. Добро, ма заборавате дека сепак сум јас член на таа партија од самиот почеток на низиното основање. Не сте единствениот. И постојано сум борец за јас имам проширување на демократскиот капацитет. Не сте единствениот мој пријател од таа десна страна се разбира. Познавам уште многу кои што се од 90-тите години, почетокот, со кои што многу сме се расправале, за многу работи апсолутно исто не сме мислени, ниту па денес размислуваме исто, кои што се разбира се маргинализирани, истерани, набркани, некои се дури и во затвори се разбира. Добро, нека биде тоа минато. Јас сакам тоа да биде минато и да отвориме нова страница во однос на вашето размислување. Да. Околу аргументите кои ги спомена господинот Исмаил дека во СДСМ постојат одредени размислувања и воопшто да не се оди на избори со оглед на тоа што изборите функционираат со ВМРО ДПМН, тоа се нивните нивниот образложување, аргументи во изборите владеат со ВМРО владее со уцени, со заплашувања, со партиски списоци, корупција, корумпирање на гласачите, корумпирање на медиумите, ветувања за вработувања, заплашувања и така натаму. Токму заради тоа имаше теза господинот Фрчковски дека може би е добро да се формира една техничка влада и таа да може да функционира на тој начин всушност распишувањето на изборите. Па да поставиме обратно ситуацијата. Доколку Социјалдемократскиот сојуз беше на оваа позиција како што е ВМРО ДПМН, дали тој ќе дозволеше да се формира техничка влада? Прво тоа да ве прашам. Второ, на изборите имаме наблюдувачи од страна на Европската унија, односно ОПСЕ и така натаму, мониторинг мисии кои што крај крајава го кажуваат, даваат извештај за тоа како се одвивале изборите. Ако вие ги гледате извештаите, ќе видите дека со известни мали забелешки тие генерално се одвивале во најдобар ред.
и оние мали забелешки тие ги нотираа, тие забелешки беа ставени на увид и на позицијата и опозицијата и колку што знам после тоа се работи на тоа да бидат елиминирани тие забелешки. Изборите во центар кои се одвиваат 3 пати, тоа беше безпрекорен ред? Не, сигурно дека не беше. Тоа беше една од поголемите грешки и чинам дека токму тие грешки ја чинеа и ВМРО ДПМН да ја изгуби општина Центар. Мислите дека еве да е така како што е во извештаите? Ај за почеток. Па јас не ги пишувам извештаите. Да, и прво извештаите се разбира ги интерпретираме, тука ги немаме на маса да ги читаме реченица по реченица. Не, овдека пред камерава, затоа што прво тоа се извешта и пишување од страна на дипломати, многу предпазливо се внимава таму на секоја запирка, секоја точка и така натаму. Никој на овај свет не е заинтересиран Македонија да добива црни извештаи за се. Но еве, ако е така дека тие извештаи се прилично беневолентни, поволни, дека кај нас горе-долу, осем неколку вакви крупни будалаштини како Центар и така натаму, се било во ред, да предпоставиме дека власта, која што е доминантно во раците на ВМРО, ДПМН, или луѓето, на ист начин ќе организираат и конвенцијата на ВМРО ДПМН. Па така ќе видиме колку ги би, колкав е нивниот демократски капацитет. Пазите, внатре дома кај нив, кога тие вака се однесуваат надвор од дома, значи со сите нас, ајде да видиме внатре дома како се однесуваат. Добро, тоа е ваша предпоставка. Да. Јас сигурно не ми дозволам како еден од учесниците да се случат такви аномалии. Вие велите предпоставка, но претходно рековте дека искуството говори дека лобирањето било за нивниот кандидат. Ама лобирање имате секаде. Лобирање имате секаде за одреден кандидат. Јавна поддршка била дадена од страна на ръководството. Значи заради тоа велите би сакал да биде. Во таа насока беше и мојата забелешка, дека би сакал да не протежира одреден кандидат пред мене, бидејќи ќе се наруши тој рамноправен третман на сите кандидати на самата конвенција. Впрочем, ако вие протежирате одреден кандидат, тогаш зошто би ја одржале таа конвенција? Нема потреба. Изберете си го на извршен комитет, изберете си го одреден круг на луѓе, па промовирајте го за председател. Меѓутоа, бидете свесни доколку на една таква конвенција и покрај тоа ако се протежира одреден кандидат, а изгуби тој кандидат, дали тие што ќе го протежираат се свесни за последиците понатаму? Па последиците очигледно ќе се појави едно поголемо незадоволство, едно големо незадоволство, би рекол, понатаму можно и партиска алтернатива да се појави унатре, така да во секој случај мислам дека е побитно во оваа ситуација да ние ја реинтегрираме партијата, да ги релаксираме меѓупартиските односи и да ги релаксираме меѓуетничките односи. Тоа може само со кандидат за кој што ќе застане најголемиот дел од членството на ВМРО ДПМН. Стравувате дека Груевски би ги фалсификувал изборите на конвенцијата? Не, апсолутно не. Јас не размислам во таа насока. Добре. Генералниот секретар на ДУИ, Адеми, вчера изјави, го цитирам, ако не се постигне консензуален председател со ВМРО, тогаш се можни предвремени парламентарни избори. Зошто ДУИ така лесно, со леснотија се откаже од консензуалниот председател, за кого велеше дека е неопходен, дека инсистираат, дека не прифаќаат поинакво решение? ДУИ во овие 6 години власт заедно со ВМРО ДПМН, сакал или не сакал, стигна во позиција на соучесник. Че тие веќе не се учесници, соучесници се во власта и во владењето на ВМРО ДПМН. Во таа смисла во последниве 2-3 месеци тие почнуваат да развиваат политички искази со кои што се обидуваат пред нивното гласачко тело или пред нивните симпатизери да постигнат некаков поен, дека се некаков фактор во државата. Нели? И од таа страна разбирливо е изјавата на генералниот секретар на ДУИ. Второ, разбирливо е и тоа дека тие морат да вјавнат брзо овај талас, тоа им е последна шанса да излезат помалку оштетени од цела ова заврзалама во која што упадна 2008 година, инсистирајќи нели дека се најголемата политичка партија кај етничките албанци, да влезат во власта, но тие гледат дека власта всушност троши, осем придобивките кои што таму се најверојатно ова тендерска смисла на зборот. Да, ја нарекуваат тендерска коалиција. Да, таму
бидејќи не е во прашање само непотизам, не е во прашање само клиентилизам, во прашање е една лукративна ситуација во која што нели Дуи гледа што повеќе да ќари во таа смисла и се вика ај сега ние да бидеме фактор. Плюс Дуи потпирајќи се на тоа дека е сепак во некаков интензивен линк со заинтересираните за балканските ситуации, особено за Запад, тие имплицитно се повикуваат, не го кажуваат тоа гласно, дека Запад во наводници стои секогаш зад нив и зад нивните потези, што не е до крај точно се разбира. Не е до крај точно. Во оваа смисла, мислам дека она што го направи Дуи беше една така многу провидна политичка конструкција или политичка игра за собирање на политички поени како на домашен план, така и на надворешен план. Меѓутоа, добро што не се реализира за мене неостварлива идеја за консензуален председател, од причина што мислам дека ќе не вратеше на нас. Ако тие сакаат да имаат консензуален председател, никој не им спореше согласно уставот, имате 123 пратеника, договорете ги политичките партии, па предложете еден кандидат, соберете ги подписите на пратениците, предложете ги. Во една таква ситуација мислам дека другачи ќе размислувавме. Меѓутоа, они како што го наметна, ќе испаднеше дека тоа е консензуален кандидат на партиите на власт. Или евентуално консензуален кандидат на одреден дел на политички партии, кои што 3, 4 или 5. Меѓутоа, не и председателски кандидат избран со консензус или предложен со консензус од страна на граѓаните. И во таа смисла јас подобро сакам да имаме ние консензуално избран председател отколку кандидат предложен со консензус од одреден број на... И само уште малку. Да. Мислам дека ова ретерирање на Дуи по однос на тоа дека доколку не се прифати консензуален кандидат, ние ќе излеземе на парламентарни избори, е само еден обид да се оправда одржувањето на воредни парламентарни избори за кои што говоревме и претходно. Значи, познато е дека на председателските избори, особено на вториот круг, каде што остануваат двајца и тие се од македонската етничка групација, албанското гласачко тело е немотивирано. Немотивирано и излезноста е таму миниатурна. Секогаш. Тоа беше случај со господинот Иванов. И предходно. Албанците во вториот круг крајно се немотивирани и не излегуваат. Може нивните политички лидери да зборуваат што сакаат, дека ние ќе изведеме волку, ќе изведеме толку, тоа се тие произволни политички математики. Во таа смисла, дуи таа проценка ја има. Обратно, во првиот круг, и на последните председателски избори, и на оние претходните таму кога беше избран Црвенковски, например, кандидатите од албанско етничко потекло, сакате Гдезим Острени, сакате Имер Селмани на претходните избори, добија завиден број на гласови од страна на македонското гласачко тело. Во првиот круг зборувам. Добиват додека обратниот случај не е толку познат. А Бранко Црвенковски беше избран со гласовите на ВМРО-ДПМН, ако се сеќавате. Со повикот во 17. Тоа е од тие сиви зони за кои што некогаш можеби ќе се разговараме. Отворањето на господинот Ѓорѓе Иванов беше интересно од страна на Ахмети. Неколку пати јавно беше кажано дека Иванов не би го поддржал. Па не, затоа што тие ја опишаа ситуацијата таква каква што е, заради ирелевантноста со која што Иванов ја водеше таа функција на која што дојде така како што дојде, нели? Да. И он кажа дека добро, доста е сега, овој е ирелевантен, ако може ние друг ирелевантен да тука да учествуваме во таа работа и нешто да во тој колач да бидеме партиципиенти како што сме партиципиенти во се друго што прави ВМРО-ДПМН. Дури и таму каде што тие не се присутни така, молчешком си стојат. Тие минатата година, да подсетам, на 24 декември 2012 година, седеа во парламентот, па после тоа како попчиња си гласеа, па дури и правобранител си избраа како што треба, низ збор за нешто кое што во директен пренос го видовме и кое што е од 17 век непознато во историјата на парламентарните демократии. Тие беа таму и се соучесници.
Но сега е можно господинот Иванов да стане председателски кандидат заради тоа што би биле овие председателски избори во пакет со парламентарните и не му е потребен цензус. Па не знам, не сум сигурен дали прво ќе стане кандидат. Говорам за можноста. Не би сакал во присуство на Кекеновски такви прогнози да искажувам, не е заради моите јавни. Тој треба прво да се појави на конвенцијата на ВМРО ДПМН, да го добие мнозинството од гласови, па дури кои се вашите проценти? Па јас не знам и верувајте, мене не ме интересира кој се ќе се појави на конвенцијата на ВМРО ДПМН, бидејќи сум сигурен. Па не ме интересира од причина. Да елиминирате еден по еден вашите. Па јас ќе ги елиминирам на самата конвенција со своето знаење, со својот капацитет, со својот честен однос, со својот коректен однос до сегашен, така да мислам дека во тој сегмент не би имал сериозен против кандидат на таа конвенција. Добро. Сметате ли дека ВМРО ДПМН ја губи поддршката кај своето гласачко тело со овие нови големи корупцијски афери околу становите на Бонева, например, или случајот Визари, корумпирање на медиуми? Па сигурно дека тоа негативно се одразува во еден сегмент, меѓутоа јас повеќе би се осврнал на она чувство што ние во литературата, во теоријата го нарекуваме така наречена релативна депривација, каде што еден дел од членството незадоволен од она што го дал за партијата, го добил за возврат или евентуално очекувал да го добие. Може би тука ја гледам едната компонента, втората компонента или негативно се гледам во фактот што подмладувајќи ја партијата се дојде до една маргинализација на постарото членство и тука може би го гледам еден дел од незадоволството, така да тие се две причини кои што или три причини кои што може би во одредена ситуација доведуваат на можеби и намалување, ќе видиме последните анкети, меѓутоа досега нели гледам еден константно ниво на доверба на ВМРО ДПМН. Не сме. Сега ние треба стигнеме до таа конвенција и ќе видиме таму што точно ќе се случува и дури сакам да верувам, реков и пред малку, дека на таа конвенција, односно до таа конвенција, ВМРО дури ќе се однесуваат во рамките на она што се нарекува демократско однесување и дека ќе стигнат до вистинскиот кандидат по демократски пат. Околу корупцијски афери, прашам дали постои опасност? Јас би ги разбил работите. Значи, тоа е едниот дел од приказката. Во вториот дел од приказката, верувајте ми, тие се убави што се објавија. Убаво што јавноста на некаков начин дозна за некој. Допре ли до јавноста? До еден дел на јавноста се разбира допре, но во еден дел се разбира машинеријата на ВМРО се обиде и да ја санира штетата и ја санира, се разбира на начин како што и ја владеат државата, значи брутално, со лаги, со манипулации, така натаму и така натаму. Но тоа е вториот дел од прашањето и не е ова за кое што зборуваме ние за конвенцијата и кого тие ќе го исправат за кандидат. Дај Боже да се однесуваат демократски, ништо повеќе. Никој ништо повеќе и не бара од нив натре во нивната партија. Но надвор, после тоа, ВМРО ќе си го прави тоа што го прави и во случаите на Бонева, на овие сите скандали, сите овие корупцијски афери и така натаму. Значи, пропагандната машинерија ќе си работи. Ќе следуваат ли апсења? Подземјето кое што секогаш им е на услуга ќе си работи. Нивните комесари по администрацијата ќе си прават тоа што го правеле и наназад, 6 избори, 7 избори, значи администрацијата ќе биде изложена на дополнителна тортура. Списоците ќе бидат дотерани толку колку што треба, но тоа не значи дека некаков оддел тамо на Министерството за внатрешни работи нема да издаде нови 300, 500, 1000 или не знам колку лични карти, не мора да се отпустат, може да се двојни. Значи, сакам да кажам дека она со кое што Груевски ги добиваше изборите, ќе си функционира така, како што функционираше до сега. Со некој шраф може би во меѓувреме заарѓал, некој од луѓето кои што му се беа познати по тоа што со тачните шетаја подкупуваа гласачи, сега се во затвор за друго, нели? Но новото прашање кое што ми се поставува е следното: доколку опозицијата реши да учествува на избори, може ли да и се спротистави на таква една машинерија во амбиент, законот бил добар, дури списокот била исчистен и така натаму. Тоа е прашањето.
Затоа јас велам дека во Македонија да зборуваме за избори, да зборуваме за демократски процедури, да зборуваме за витештво дури и така натаму, е прилично иронично, помалку е смешно, возрастни луѓе сме. Вие сте против учество на опозицијата на изборите? Не, јас не реков ни да, ни не. Те прашувам. Се разбира опозицијата доколку успее да воспостави еден механизам со кој што барем во еден момент ќе им го загорчи животот на властиве, на власта на Груевски пред се, би можела да размислува и во таа насока. Но, доколку направат проценка дека машинеријата на Груевски е веќе разработена, а веќе е разработена, сите информации говорат, шетајте наоколу само по градовите, ќе видите дека изборните штабови веќе функционираат навечер гори светло. Просто, значи, не мора да имате некакви извори доверливи. Материјални докази. Ќе видите дека тоа е нешто за кое што се прашувам дали треба да се троши енергија воопшто. Значи, се уште не е прекршена ситуацијата, ниту па јас можам со децидност да кажем дека излегување на избори е глупо или не излегување е глупаво и така натаму. Добро. Би сокчекал уште малце. Кого гледате од другата страна од СДСМ како соодветен за вас председателски против кандидат од СДСМ? Значи, сите оние личности кои што ги споменуваат во јавноста се мои пријатели, со колеги со кои што комуницирам и сигурно доколку изберат они кои што е најпостакон кај граѓаните, они кои што мисла дека ќе освои што е можно поголем број гласови кај граѓаните, за мене е посакуван кандидат, бидејќи мислам дека во една таква борба каде што ќе ги соочиме фактите, аргументите, едноставно во една демократска процедура да победи подобриот. Добро, кој сметате дека е најопасен за вас? Па се е во фаза на спекулации. Не гледам некоја опасност, меѓутоа се до оној момент додека не се искристализира, не можеме да говориме за некој кандидат. Добро, јас благодарам. Ви благодарам.